Почитувани граѓани, владата, предводена од СДСМ, превзема сериозни чекори и мерки за заштита на здравието на граѓаните и надминување на економските последици од глобалната пандемија од коронавирусот. Со пакетот мерки, државата спасува 250.000 работни места и им помага на работниците и вработените во над 35.000 компании. Се бориме за секое работно место, за секој работник, да ги сочуваме работните места и да обезбедиме приход за секој човек. Еден од инструментите за помош и поддршка на домашната економија се и бескаматните кредити кои им се оставени на располагање на микро, малите и средни предпријатија. За оваа мерка има голем интерес од компаниите. Во втората група апликации одобрени се нови бескаматни кредити за дополнително 118 компании со 1116 вработени. Во двете групи досега одобрени се бескаматни кредити за 254 предпријатија со над 2800 вработени. Досега во Развојната банка се доставени и веќе се разгледуваат повеќе од 1050 кредитни апликации од страна на микро, малите и средни предпријатија. Оваа мерка, почитувани граѓани, ќе ја подобри ликвидноста на компаниите погодени од кризата и ќе им помогне полесно да ги надминат негативните последици. И додека владата наоѓа мерки и решенија со кои се обезбедуваат дополнителни средства за спас на работните места, од ВМРО-ДПМНЕ продолжуваат со истата пракса. Неодговорно да се однесуваат и да предлагаат несериозни мерки за да им се земе од джебот на граѓаните. Со предлогот за ограничување на преносот на придонесот за задолжително и капитално финансиско пензиско осигурување на ВМРО-ДПМНЕ, буквално сака да земат пари на граѓаните од приватниот пензиски столб. ВМРО-ДПМНЕ сака да се дерогира целокупниот пензиски систем во државата и да се посегне по парите на над 500.000 осигуреници, што всушност значи загрозување на пензиите. Тоа, почитувани граѓани, не го дозволивме. Пензионерите можат да бидат спокојни. Сите знаат дека ВМРО-ДПМНЕ за време на неодговорното и криминално владење направи целосен колапс на пензискиот систем, кој што оваа сегашна влада со одговорни реформи го стабилизираше. Преку одговорни политики успеавме да го намалиме дефицитот за 3,7 милиарди денари, а истовремено успеавме и ги покачивме пензиите. Почитувани граѓани, кризата со коронавирусот остава сериозни последици врз економијата и на глобално ниво. Затоа превземаме навремени и одговорни решенија за помош и поддршка на домашната економија. Продолжуваме да работиме одговорно, посветено за заштита на секое работно место, затоа што за нас секој е важен. Ви благодарам.